Инфлацијата расте, ама таа се уште е во контролирани рамки, објави денеска Народната банка. Монетарната власт ја коригира проекцијата за растот на инфлацијата годинава од 2,2 на 3,1%. Ризици има, но монетарната власт сепак очекува зголемени шокови во наредниот период, за кои би биле потребни интервентни мерки. Напротив, прогнозата е дека во 2022 ќе имаме и одредено ниво на стабилизација. Се прави умерена нагорна ревизија на инфлацијата, како резултат на фактори на страна на понудата, кои се доминантно од глобална природа. Тоа е растот на светските цени на примарните производи, храната, енергенсите и нарушување во глобалните синџири на снабдување. Оттаму за оваа година проектираме дека инфлацијата ќе се задржи на умерено ниво од 3,1%, наспроти нашите претходни очекувања од 2,2%. Клучниот ризик е енергетската криза и нејзиното влијание дома, но и во меѓународни рамки. Удар е очекуван, но за драматични последици засега не може да се зборува. Правиме умерена нагорна корекција на трговскиот дефицит, нагорна, мислам, го влошуваме трговското салдо и токму една од причините е се повисоките цени на енергенсите. Но сепак ќе повторам, засега сите проекции на релевантни меѓународни финансиски институции се стабилизирање на енергетскиот сектор за наредната година. За разлика од инфлацијата, Народната банка не ја менува прогнозата за економскиот раст годинава, кој останува на ниво на априлската проекција од 3,9%. На среден рок растот ќе биде умерен, а економијата би се нормализирала на нивото од пред корона кризата веќе во 2022, а не кон крајот на годинава како што претходно се очекуваше. За нашата економија предвидуваме поспоро закрепнување, значи сепак 3,9% би рекле дека е солиден раст, но раст кој што не враќа на предкризното ниво оваа година, туку наредната година кога очекуваме да го достигнеме предкризното ниво и да го надминеме предкризното ниво. Ризиците за растот генерално се поврзани со пандемијата, потоа нарушувањата на синџирите на снабдување како и енергетската криза. Од Народната банка очекуваат веќе в година да дојде до стабилизирање на состојбите во енергетскиот сектор. Народната банка има и песимистичко сценарио, според кое растот би бил помал од 1,2%, но по предпоставка ако се намали странската побарувачка. Но постојат и позитивни ризици, како што се ефектите на планот за забрзан економски раст, кои што не се вградени во најновите макроекономски проекции.